по-конкурентно општество. Нашата визија е преку колаборативни иновации кои се потребни за развитост на македонските бизнеси. Давајќи акцент на синергијата, имаме на вистина многу истражувања и иновацијски проекти. Единствениот начин, креирајќи култура во која компаниите ми представува особена чест и задоволство што во мое лично име и во името на владата имам можност да го поздравам овој собир, посебно што е тоа дел од програмата Хоризонт 2020, што е програма на Европската унија за помош на земјите во делот на усовршување и зголемување на капацитетите на државите кои што треба да соработуваат со државите од Европска унија за колку што е можно повеќе и по-добро да се имплементираат добрите пракси и стандардите од тие држави во државите како што е нашата апликант за членство во Европска унија. Во рамките на оваа програма Хоризонт 2020 практично се доделени 1,25 милиони евра во кои што учествувале повеќе партиципанти, но конечно го добиле проектот конзорциум составен за среќа и за наше задоволство една македонска фирма, но конзорциумот е воден од компанија, односно институтот Северна Ирска, Велика Британија има учество, Хрватска и Португалија. Практично имаме пошироко учество на повеќе држави од Европа и се надеваме дека таквото учество и така создадениот конзорциум ќе обезбеди колку што е можно повеќе соработка помеѓу сите овие држави, пренесување на искуствата помеѓу учесниците во проектот, а и со самото тоа имплементирање кај нас во нашата држава која што треба колку што може повеќе да извади бенефит од овој проект. Суштината на проектот е да се имплементира колку што може повеќе Building Information Modeling, или тоа е така наречениот дигитализација во делот на градежништвото. Практично таргетот е поставен на неколку цели. Една од целите е да се дигитализира градежништвото колку што може повеќе, односно да се имплементираат дигиталните технологии во градежништвото, тргнувајќи од проектирањето и користењето на проекти и програми за проектирање техничко на сите проекти, а од друга страна да се дигитализира и пратењето на целиот процес на градење, како би можеле да имаме колку што може подобар увид во делот на имплементација на проектите, значи не само во делот основен на техничкото проектирање, доаѓањето до основен проект, него и после пратењето на градбата во текот на имплементација, што е многу поважно и мислам дека е слаба страна на многу земји, вклучително и нашата земја. Видовме со какви проблеми бевме соочени при имплементацијата на проектите, поготово ако нема солидна основна техничка документација. Значи, практично еден од таргетите е дигитализацијата на градежништвото. Дигитализацијата комплетно, значи, како основа на четвртата индустријска револуција е поставена како основа на сите, значи, во целата индустрија, во целото, вклучително во индустријата и градежништвото, како основен таргет како да се подигне нивото на дигитализација. Втор таргет е како да се подигне нивото на енергетска ефикасност. Енергетската ефикасност е важна компонента, бидејќи ние можеме да колку што може повеќе да произведеме енергија, меѓутоа еквивалент на производството на енергија е колку можеме повеќе да заштедиме енергија. Тоа е исто како да сме ја произвеле и затоа големо внимание се посветува, знаете, секаде во светот, а и ние мораме да се приклучиме кон во тој правец и затоа и го носиме сега, значи во фаза на донесување е законот за енергетска ефикасност, во кој што ќе се наметнат стандарди за енергетска ефикасност на објектите кои што се градат, што е многу суштински важна. Понатаму проектот ги тангира и еколошките аспекти на градењето, значи мораме да градиме, меѓутоа мораме при тоа да внимаваме да не ја нарушуваме животната средина и тоа е еден од таргетите на овој проект. Она што е многу важно, ќе ги подлечам работите, а тоа е дека, значи, се издвоени 1,25 милиони евра во рамките на овој проект, ќе бидат во главно обуки во областите кои што ги наведов, треба да бидат вклучени 250 мали и средни предпријатија од државите што ги набројав, значи од Северна Ирска, Велика Британија, Хрватска, Португалија и Македонија, што е многу важно. Понатаму треба да се обучат околу 2000 професионалци во рамките на овој проект, ќе бидат активирани, од кои на крај се очекува да испаднат околу 1000 стручни луѓе кои што ќе бидат оспособени за билдинг
information modeling, значи за системот комплетно, значи имплементиран во сите фази од подготовка на техничка документација до пратење на проектите и се надевам дека македонските компании, институции, факултети и сите кои што се вклучени на било кој начин во градбата во Република Македонија ќе го препознаат овој проект и ќе се вклучат во него активно и ќе искористат колку што може повеќе бенефити од овој проект. Видете, она што ние како Македонија го имаме како недостаток е тоа што недоволно ги користиме можностите и шансите, што ги сваќаме премногу формално. Мислам дека сите што сте тука денеска присутни, а ми е драго што ве гледам дека сте во голем број, треба да сватиме дека никој со сила не може да ни даде, него ние, тоа што ни е пружено како можност, треба максимално да го искористиме. А ќе го искористиме ако бидеме проактивни во овој проект, ако соработуваме колку што може повеќе со имплементаторот од страна на Македонија во овој проект, а преку него и со сите учесници во проектот во останатите земји и да искористиме колку што може поголем бенефит од оваа работа. Ја ве охрабрувам тоа да го направите, ве замолувам активно да учествувате во таа работа и ви посакувам успех во реализацијата на проектот. Ви благодарам на сите.